бързай да ми ги отвориш, татковските преградки. Развратно го изтроши, својот живот спасителен. Сега не презирај го моето осиромашено срце, коего вверува погледот на непотрошливото богатство на Твоето милосърдие. Бидејќи сгрешив кон Тебе, милостиво Ти викам, Отче на небото и кон Тебе. Мудриот Бог, како човеколюбив татко, гледајќи до вашето смирение и вистинско покаяние, ве прима вас чеда како блудниот син, кои се каете и од се срце припаѓате до него. Зошто сте дојдени, браќа, приклучувајќи се кон светиот жртвеник и кон ова свето братство? Сакаме испоснички живот, високо преосвещени владико. Сакате ли да се удостоите со ангелски лик и да се вброите во редот на монасите? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Навистина сте одбрале големо и влажно дело, само иако го довршите бидејќи добрите дела со труд се постигнуваат и со мака се извршуваат. Дали со својот слободен разум и по своја слободна волја пристапувате кон Господа? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Да не го правите тоа од некоја друга потреба или принудно? Не, високо преосвещени владико. Се откажувате ли од светот и се во него по Божја заповед? Да, високо преосвещени владико. Сакате ли да останете во овој манастир или во оној во кој ќе ви биде одредено во испостништвото се до крајот на животот? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Дали ќе се чувате себе си во девственост, целомудреност и побожност до смртта? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ќе бидете ли послушни на игуменот и на братството? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ќе бидете ли се до смртта доброволно сиромашни заради Христа и никаков имот нема да стекнувате за себе, освен она што е за општа потреба и тоа од послушност, а не по своја волја? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Ги примате ли сите прописи на обстезитниот монашки живот и правилата составени од светите оци и од настојателот што ќе се наложуваат? Да, високо преосвещени владико, ги примаме и со љубов ги целиваме. Сакате ли заради Царството Небесно да поднесувате секаква тешкотија и тага во монашкиот живот? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Дали сето тоа така го исповедувате со надеж во Божјата сила и дали верувате дека во тоа што ќе истраете до крајот на својот живот со Божјата благодат? Да, со Божја помош, високо преосвещени владико. Се милостивиот и се милосрдниот Бог, кој своето пречисто срце и несветливата добрина своја ги отвара на секој кој му доаѓа со желба и топла љубов, кој вели: ако и жената го заборави својот пород, јас нема да те заборавам. Тој кој што вашата желба ја знае и кон вашите намери приложува својата моќ за исполнување неговите заповеди, нека ве прими и прегрне и штити, и нека ви биде јака тврдина пред лицето на непријателот, камен на трпението, причина за утеха, дарител на цврстината, стекнување на добродушност, помошник во храброста, кој ќе легнува и станува со вас, засладувајќи
и радувајќи ги срцата ваши со утеха на Светиот Дух свој, удостојувајќи ве во делот на свете преподобни оци наши, Антони, Евтими, Сава, свештени Наум Охридски, сите свети и преподобни оци кои во монаштвото му годија на Христа, со нив и вие да го најдете Царството Небесно во Христа Господа нашиот, кому нека е слава, чест и царство и сила сега и во сите векови. Да се помолиме на Господа. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти си озаконил да бидат достојни на Тебе сите оние кои што ќе остават се на овој свет и родбини и пријатели и Те следат Тебе, прими ги овие слуги, Антонije и Димитри, кои се одрекле од сето тоа според Твоите свети заповеди и упати ги на Твојата вистина, бидејќи непоколебливо Ти припаѓат на Тебе, огради ги со силата на Твојот свет дух, за никако непријателско лукавство да не владее во над нив, дарувај им трпение непрестано, да Ти угодуваат со молитвите на пречиста Владица наша, Богородица и на сите свети, кои од памти век Ти угодија, зашто се благослови и прослави пречесно и великолепно име на Отецот, Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Мир на сите. Нашите глави да ги приклониме пред Господа. Господи Боже наш, надеж и прибежиште на сите кои што се надеват на Тебе, Ти преку оплотувањето на Христа Твој ни ги покажа разните патишта на спасението. Прими ги слугите Твои, Антонije и Димитри, кои ги оставија световните желби и себе Ти си принесува на Тебе, Владиката на жива жртва, пријатна острани од нив секака телесна желба и неразумни потреби, со остранувањето на нечувствителната влакна на косата, отклони ги и неразумните мисли и дела и да се удостојат да го земат јаремот Твој благ, бремето Твое лесно и да го земат крстот и да врват по Тебе, Владико, сочувај ги во Твојата светост и дарувај им добра намера во чувањето на Твоите свети заповеди, бројувајќи ги во погодно време во бројот на Твоите избрани со благодата и човеколюбието на Твојот Син, со колко си благословен со пресветиот, благиот и животворен Твој Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Гледајте, овде Христос невидливо присуства, внимавајте, никој не ве приморува да го примите овој лик, внимавајте по ваша слободна волја, сакате да го примите големиот ангелски лик. Да, високо преосвещени Владико, по своја собствена волја. Земи ги ножиците, Антонije, и дај ми ги. Возми ножици и подај ми. Земи ги ножиците и подај ми. Ете од раците Христови ги примаш, внимавај кон кого приоѓаш, на кого се заветуваш и на кого се одрекуваш. Нека е благословен Бог, кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината, нека е оној кој е благословен и сите векови. Амин. Братот наш Анатолий ја пострижува косата на својата глава во знак на откажување од светот и се она што е во него во знак на откажување на својата волја и сите телесни желби во името на Отецот и Синот и Светиот Дух. Да речеме сите за него: Господи помилуј. Господи помилуј.
Земи ги ножиците, подај ми. Ето одрасте Христо и ги примаш, внимавај кон кого приоѓаш, на кого се заветуваш и од кого се одрекуваш, нека е благословен Бог кој сака сите луѓе да се спасат и да дојдат до познавање на вистината, нека е оној кој е благословен сите векови. Братот наш Нифон ја пострижува косата на својата глава во знак на откажување од светот и се што е во него во знак на откажување на својата волја и сите телесни желби во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за него: Господи помилуј. Браќата наши Анатолий и Нифон се облекуваат во риза на доброволно сиромаштво и немаштина, поднесувајќи ги сите беди и тешкоти во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив: Господи помилуј. Господи помилуј. Наши Анатолий и Нифон примат параман како знак на ангелски лик, како секојдневен подсетник на земниот блаќарен Христов на себе и неговото лесно носење како воздржување и заковување на сите телесни желби, а примат и знак на крстот Господен на своите гради како секојдневен подсетник на страдање, понижување, плукања, подигрување, рани, шлаканици, расплување и смрт на Господа Бога и Спасителот наш Исус Христос, кој доброволно ги принесе за нас и да би се труделе тоа спрема својата сила да го подржуваат во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив: Господи помилуј. Братот наш Анатолий се облекува во облека на веселба и духовна радост, на одгонување и газење на сите таги, метежи, кои наидуваат од ѓаволот и од телото и од светот, и на постојано веселие и радување негово во Христа, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за него: Господи помилуј. Господи помилуј. Нифон се облекува во облека на веселба и духовна радост, за одгонување и газење на сите таги и метежи кои наидуваат од ѓаволот и од телото и од светот, и за постојано веселење и радување него во Христа, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за него: Господи помилуј. Господи помилуј. Браќата наши Анатолий и Нифон ги препашуваат своите слабини со силата на вистината, на умртвување на телото и на обновување на духот
на бодрост и внимателност, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух да речеме сите за нив. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Анатолий се облекува во риза на спасение и во откуп на правдата да би се воздржал од сите неправди, да би ги отврдил ревностното измислување на својот разум и барањата на својата волја, да би секогаш имал во умот сеќавање на смртта, да би се сметал себе си секогаш за распнат, за светот и мртов, за секое злодело и себе си да би се покажал пред Христа секогаш жив во својата добродетел, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него, Господи, помилуй. Господи, помилуй. И во откуп на правдата, да би се воздржал сите неправди, да би го отврлил ревностното измислување на својот разум и барањата на својата волја, да би секогаш имал во ум осеќавање на смртта, да би се сметал себе си секогаш распнат за светот и мртов за секое злодело и себе си да би се покажал пред Христа секогаш жив во секој добродетел, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за Него, Господи, помилуй. Анатолий и Нифон го примат шлемот на спасението и непосрамливо надевање да би можеле да се спротистават на сите ѓаволски лукавства и да ја покриват својата глава со покорност на смирение и непрестано послушание во знак на духовна философија и своите очи да ги имат, да ги одвратат, да не гледат празнина во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, Анатолий и Нифон се облекуваат во сандали, припредавајќи се за благовестување на мирот, за брзи и спремни за секое послушание и на секое благодело, во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Братот наш Анатолий прима меч духовен, кој е збор Божи и непрестана молитва Исусова, бидејќи си должен името на Господи Исуса Христа секогаш да го имаш во умот, во срцето и во устата своја, велејќи непрестајно Господи Исусе Христе,
Сине Божи, помилуй ме грешниот, да речеме сите за Него. Господи, помилуй. Братот наш Нифон прима меч духовен кој е збор Божи и непрестајна молитва Исусова, бидејќи си должен името на Господ Иса Христа, секогаш да го имаш во умот, во срцето и во устата своја, велејќи непрестано: Господи се Христе, Сине Божи, помилуй ме грешниот, да речеме сите за Него. Господи, помилуй. Прими го, брате Анатолий, штитот на верата, крстот Христов, со кој ќе можеш да ги изгасиш сите распалени страсти, стрели на нечестивиот, и секогаш имај на ум дека Господ рекол: кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене, да речеме сите за Него: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Штитот на верата, крстот Христос, со кој ќе можеш да ги изгашне сите распалени стрели на нечестивиот, и секојаш имај на ум дека Господ рекол: кој сака да оди по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека врви по мене, да речеме сите за Него: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Анатолијова света, и внимавај од сега си должен со чист и добродетелен живот и со добра навика да биде светлост на светот, бидејќи Господ рекол: така да се светли вашата светлост пред луѓето, да ги видат вашите добри дела во слава на вашиот Отец кој е на небесата. Прими ја, брате Нифоне, ова свеќа, внимавај од сега си должен со чист и добродетелен живот и со добра навика да бидеш светлост на светот, бидејќи Господ рекол: така да се светли вашата светлост пред луѓето, да ги видат вашите добри дела во слава на вашиот Отец кој е на небесата. Браќата наши Анатолий и Нифон го примија ангелскиот чин и се облекоа во сооружјето Божјо да ги победат сите сили и напади на поглаварите, властите, управителите на темнината на овој свет, под небесите зли духови во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, да речеме сите за нив: Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи Боже
дојде на овој свет и дај им непрестанно да ги имат на ум добрините кои се приготвени за оние кои те сака Тебе и се имат распнато за овој свет заради Твоето царство, бидејќи си Ти пастир и владика на сите души, на Тебе слава Ти вознесуваме, на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови.